Слава ти, Господи Исусе Христе, зборува и денеска низ мене, татко мој. Нека Духот Твој зборува од мене, низ мене, нека се прослави во мене и ти да се прославиш. И јас да те прославам, Господи Исусе Христе. Се порамнуваат два празника од античка македонскиот народна обредна култура, задушница, каде што одат луѓето на гробишта. Тој е месецот Дајси во јуни паѓа, нели? И Педесетница, значи овој празник првиот е влезен во христијанството, во православието ги имаат преземано и католиците. И Педесетница 50 дена кога апостолите беа собрани на едно место да го примат Духот Свети, да можат да сведочат, да се облечат со сила од озгора. И видите тотално непознавање, тие сега дали ќе го славиш едниот празник или другиот, тоа е сеедно, ти одредуваш некакви датуми кои се поврзани со попримитивно обредно однесување телесно кон Таткото Небесен и се уште не знаеш дека постои Татко. Или кога ќе дојде Духот, ти ќе викаш Татко и ќе го славиш само Исус. Значи тие сега физички клекнуваат на колена, деме го слават и едниот празник и другиот. Овој бил празник на мртвите, а тој на живите. Нели Исус не е Бог на мртвите, туку на живите. Тој оживува, кога Духот ќе дојде, ќе те оживее внатре и ти ќе знаеш кого треба да славиш и што треба да славиш. Значи не треба да се слави денот, не треба физички да клекнеш, како што се сликал водачна заедница, клекнале физички, клекнале во црквите. Туку треба да му се поклониш во дух и вистина, да дозволиш Духот да те води вистински, да се насели во твоето срце. Он да зборува, он да ги врши делата. Прослави ме, Оче, и јас да те прославам, како што вели Исус, како што вели апостол Павле, не живеам јас, туку Христос живее во мене. Кога Духот ќе живее во тебе, ти нема да правиш физички обредни категории кои не те носат до христијанството и до Исус, него ќе му се подариш, ти ќе бидеш тој поклон да живее во твоето срце, да има каде глава да подслони Господи Исус Христос од Таткото Небесен. И ти ќе бидеш храм на Светиот Дух вистински. Инаку телесните цркви ги води Духот на овој свет, само во умот знаат за Исус. И по ништо не се разликуваат од другите. Луѓе подложни се на сите слабости, болести, демонски влијанија. Нели демоните влегуваат во кучињата и во свињите, значи не треба да се слави денот, Педесетница или тој ден што го славите задушница. Туку да дозволиш Духот внатре да те промени, да те прероди, тој да те води. Не живеам јас, Христос живее во мене. Духот на Исус, на мојот син, што вели Таткото, да живее вистински во тебе, тоа е вистинско прославување. Сето друго се телесни заедници, бесилни, знаат за Исус, мисли дека влегува во водата и завршува работа. Или тој другиот му сечат делче од косата или со круните го венчава, го представува, му правиш некои обреди вавилонски, ѓаволски, го врзуваш, не те носат до Исус. Не треба да се слави денот, туку ти да бидеш таа слава, сите да видат дека Исус вистински со Таткото Небесен живеат во твоето срце. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус, од земјата до небесата. Те сакам, Господи Исусе Христе, Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Кога ќе дојде Духот, ќе ги разбереш овие работи, телесниот човек не го разбира духовното и затоа е тоа телесно мртво, клапнато, бесилно христијанство. Мир вам до Царството Божјо. Амин. Не го слави денот. Ти биди таа слава внатре во срцето. Амин.